Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, а со мене гостин во студиото е Катерина Конеска од првата детска амбасада Мегеши за заштита на правата на децата во светот. Поводот е светскиот ден на СОС линиите, на кој што сите деца можат да пријават било каква злоупотреба или ограничување на нивното право. Иако ова е поидобна тема, сепак на почеток, ако може да поразговараме за самата амбасада. Што значи Мегеши? Првата детска амбасада во светот Мегеши е формирана на 29 април 1992 година, што значи веќе полни 23 години. Работи на полето, како што кажавте и во најавата, на полето на заштитата на детските права, секогаш кога тие се повредени, оспорени или загрозени. Тоа го правиме на повеќе начини, тоа го правиме преку спроведување на мировен активизам, после тоа преку застапување и лобирање за детските права, преку овие директни сервиси за помош и поддршка на децата, како што и со телефонот за деца и млади, за кој што ќе говориме подетално во текот на разговорот, дневниот центар за деца кои не одат во училиште, потоа вршиме и мониторинг на состојбата со правата на децата во Република Македонија и подготвуваме одредени извештаи кои што ги представуваме пред соодветните надлежни институции. Со кои меѓународни организации соработува Мегеши? Детската амбасада Мегеши е членка во повеќе меѓународни организации. Би ги издвоила неколку. Eurochild е мрежа на организации и индивидуалци која што работи на заштитата на децата и промовирање на благосостојбата на децата. Во оваа организација детската амбасада Мегеши е полноправна членка и мрежа, односно станува збор за мрежа на невладини организации, каде што детската амбасада Мегеши е полноправна членка и активно учествува во креирање на политики кои што се однесуваат за детските права на ниво на Европа. Понатаму е член во Child Helpline International, тоа е меѓународна мрежа на невладини организации, поточно на линии за помош и поддршка на децата, па преку SOS линијата за децата и младите 0800 1 22 22. Ние како организација сме членки на оваа меѓународна мрежа која што работи на промовирање и односно да се даде на значение на овие линии колку се тие потребни и неопходни за децата. Понатаму сме членки во Global March Against Child Labor, тоа е значи една организација која што работи на полето на борба против злоупотреба на детскиот труд во сите форми. Кога говорам злоупотреба на детскиот труд, не е само во на одработен, значи во работа, значи кога се вклучени децата во одредени работни активности, туку е поширок поим земено, кога децата се злоупотребуваат, значи се жртви на проституција, на киднапирање, на продажба, се вклучени во некој ланец на трговија со органи и слично. И сме членови меѓу другото и на доста и домашни мрежи на невладини организации. Да, во однос на државните институции со постоењето 23 годишно постоење на детската амбасада, како соработувате со нив? Да, детската амбасада Мегеши има. Како сте прифатени од нивна страна? Да, детската амбасада Мегеши има соработка со надлежните државни институции, затоа што прашањата на кои што работиме, на разрешувањето на одредени прекршувања на детските права, настојуваме секогаш да биде системско решение, значи преку индивидуални случаи за кои што добиваме дојава, било на SOS телефонот, било генерално во детската амбасада Мегеши, идејата ни е секогаш да побараме заштита на детското право во тој конкретен случај кога се прекршува, меѓутоа и да побараме едно системско решение за во иднина тоа да не се повторува за било кое дете во Република Македонија. И генерално, дали во Македонија се повредуваат правата на децата? Правата на децата во Република Македонија испоредено со земјите од регионот. Така, правата на децата во Република Македонија согласно мониторингот кој што ние го вршиме секојдневно, врз основа на кој што изготвуваме и извештаи за состојбата со правата на децата, има во одредени сегменти каде се прекршуваат повеќе, во одредени сегменти каде што се прекршуваат помалку, меѓутоа се работи во
насока на пред се имплементација на Конвенцијата за правата на детето како највисок акт кој што ги дефинира правата на децата, кој што нашата држава го има подпишано и ратификувано и воедно има обврска да го имплементира во пракса, и сите закони кои што се носат во нашата држава да се адаптираат на оваа конвенција, односно да бидат во согласност со оваа конвенција. Во однос на начинот на кој што тие, односно децата, може да стапат во контакт со вас за било кое прекршување на нивното право, на кој начин може да искомуницираат? Децата и нивните родители, нивното пошироко семејство и сите други граѓани за прашања поврзани со децата може на неколку начини да се обратат во детската амбасада Мигеши. Прво може да се обратат на SOS телефонот за деца и млади 0800 1 22 22, која што е бесплатна линија доколку се јавуваат од T-Home операторот. Потоа може да се обратат на административниот број во детска амбасада Мигеши 24653116. После тоа може од пред неколку дена може да не контактираат, имаме и посебна Facebook страница за SOS телефонот. Детската амбасада Мигеши при тоа имаше Facebook страница генерално за целата организација. Од пред неколку дена има посебно за SOS телефонот, каде што децата, особено очекуваме дека ќе се зголеми бројот на јавувања од страна на децата, затоа што знаеме дека социјалните мрежи се подостапни до младите и дека поминуваат значителен дел од своето слободно време на социјалните мрежи. После тоа може да дојдат директно во канцелариите на детска амбасада Мигеши, која што се наоѓа на улица Коста Новаковиќ 22А во Скопје, да поразговараат со стручните лица кои што работат во нашите канцеларии. Имаме психолог, педагог, психотерапевт, правник, така што од повеќе аспекти го разгледуваме еден проблем. Може да се обратат преку имејл на електронската адреса, би ја кажала Евенеза, може да се обратат на info@children'sembassy.org.mk и секако можат по нетрадиционален пат, односно преку пошта, да ни се обратат со писмо или по факс. Го спомнавте SOS телефонот. Во неделата на 17 мај се одбележа светскиот ден на SOS линиите за помош и поддршка на децата. Колку јавувања досега имате реализирано на овој телефон и колку од нив произлегла никаква помош? Во SOS телефонот во рамките на детска амбасада Мигеши постои 22 години. За овие 22 години имаме регистрирано над 20.000 јавувања. Ние имаме направено и некоја статистика како тоа се, освен што имаме 20.000 јавувања, околу 202.000 работни часови во помош и поддршка на децата и повеќе од 200 волонтери и SOS оператори работеле и се обучиле за работа со децата на SOS телефонот. Имаме некогаш правиме статистика за тоа на колку од децата сме помогнале, како што споменав и пред тоа, освен што работиме на директната помош и поддршка на децата, многу од јавувањата ни се и сигнал за кога треба да побараме одредени измени и дополнување на одредени закони или да влијаеме при креирањето на одредени политики и стратегии за заштита на правата на децата како резултат на податоците кои што ги добиваме од SOS линијата. Инаку, направивме едно истражување во 2009 година за препознаеноста на SOS телефонот и дојдовме до податок дека SOS линијата е втора, бројот на SOS линијата е втор по препознаеност кај децата и младите, веднаш после бројот на полицијата, што исто така ни е доволна информација дека сите информации и податоци за можни прекршувања на детските права кои што ги добиваме на оваа линија се исто така говорат и даваат слика за состојбата со правата на децата во Република Македонија. Како се охрабруваат децата да се јават на оваа SOS линија и да побараат помош? Ние работиме во насока на тоа да ги охрабриме, затоа што податоците, пошто секоја година правиме 6-месечни и годишни извештаи за работата на линијата, говорат дека иако линијата пред се е наменета за децата и младите,
нивниот децата и младите како јавувачи се во многу мал процент застапени. Сме правеле одредени дискусии, сме разгледувале причината за тоа и работиме во насока на начини како да ја доближиме СОС линијата до децата и младите, па од тука доколку согледаме во една година дека јавувањата се и тоа го говорат и податоците дека многу повеќе имаме јавување од урбаните за разлика од руралните средини. Одиме во насока на тоа да го популаризираме телефонот во овие средини, каде што ќе може пред се децата, нормално и другите граѓани, да се запознаат со линијата, да знаат каков вид на помош и поддршка нудиме. Тоа го правиме преку одредени кампањи, преку настапи во медиумите, со поддршка на вас, новинарите и медиумите. Во сите тие активности СОС телефонот е и дел од учебникот трето оделение, мислам дека се вели запознавање на општеството, каде што учениците учат, имаат посебен час кој што е посветен на СОС линијата и кога е детската недела, тоа е првата недела во месецот октомври, посетуваат детската амбасада Мегеши, каде што покрај тоа што се запознаваат подетално за детските прави, имаат можност и директно од блиску да го видат СОС телефонот и да се запознаат со дел од колегите кои што работат на оваа линија, се со цел да им го доближиме СОС телефонот на децата и да почувствуваат дека не се сами, да им спратиме порака дека не се сами, туку дека кога ќе забележат дека има одредена не мора и секогаш само кога станува збор за прекрашување на правата, едноставно и кога некогаш ќе се почувствуваат дека сакаат со некого да поразговарат, ние сме тука и може да се јават на телефонот. Катерина, за момент ќе направиме пауза, се враќаме по рекламите. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Во вашата домашна аптека сега можете да имате само едно решение за повеќе типови болка. За главоболка, за болки во грбот, за мускулни болки, за ревматски болки, за забоболка. Одговорот е Блокмакс и Блокмакс Форте. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочите упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Слободна Македонија. Индекс со Маја Дамјановска. Да, Катерина Кунеска од Мегеши гостин во Индекс на Радио Слободна Македонија. Катерина, зборевме за СОС телефонската линија. А колку од децата, односно каква насилство децата пријавуваат, за каков проблем алармираат и какви чекори превзема детската амбасада? Најголем дел од повиците кои што ги добиваме, она што го забележавме особено минатата година, ако годините пред минатата година на прво место беше насилството кое што се врши врз децата, минатата година на прво место, односно најголем број од дојавите кои што ги имаме добиено не само на СОС линијата, туку и генерално во другите сервиси за детската амбасада, во детската амбасада Мегеши се однесуваат на сиромаштијата и тешката социјална положба во која што се наоѓаат децата и нивните семејства. Во делот на насилството и дојавите кои што ги добиваме, најчесто пријавуваат за семејно насилство, односно насилство кое што се случува во семејството, каде што има и физичко и психичко насилство присутно и имаме негрижа, односно занемарување на децата од страна на родителите. После тоа следи насилство во воспитно-образовните институции, значи независно дали тоа станува од страна на наставниот кадар кон учениците или станува збор за меѓуврсничко насилство, односно насилство кое што се случува меѓу самите ученици и последна во групата на насилства е насилството кое што се случува надвор, односно на улица. Постапувањето на детската амбасада Мегеши во
кога ќе добиеме одредена дојава, прво секогаш ги информираме надлежните државни институции, односно ги контактираме Народниот правобранител, потоа центрите за социјална работа, понекогаш Министерството за внатрешни работи и други надлежни институции, нели во зависност од типот на проблемот за кој што ни е дојавен, и ги повикуваме, не само што ги информираме, тука нашата работа не застанува, туку ги повикуваме да постапат во најдобар интерес на детето, да ценат за секое дете индивидуално што е негов најдобар интерес во таа конкретна ситуација и да не информираат понатаму за тоа што е преземено за заштита на детето. Така што освен што вршиме заштита на децата, воедно и ја мониторираме, односно следиме работата на институциите во поглед на заштита на детските права. Велите, јавувањата во однос на сиромаштијата се на прво место минатата година од страна на децата. Зошто токму изби оваа категорија на прво место? Според вас, како децата се охрабрија да го и зошто се охрабрија да го пријават тој проблем, да раскажат за тој проблем? Еве имавме еден случај неодамна кој на социјалните мрежи предизвика вистински бум. Значи, не знам дали сте информирани, станува збор за едно девојче од Киселавода, 5-то оделение, кое што поради својата положба социјална во која што се наоѓа нејзиното семејство, односно таа живее со самохрана мајка, воопшто не ни информирала ниту надлежните во училиштето, ниту било кој за состојбата, меѓутоа тоа го разбрала учителката и еве сега се трудат сите да ја помогнат. Така. Ако сиромаштијата како проблем, односно дојави кои што ги имаме добиено, е присутна и во изминатите години, меѓутоа минатата година, според статистиката која што ние ја водиме, изби на првото место, односно најголем број од дојавите се однесуваат на пријавена на не можејки да ги остварат своите права како резултат на недоволно финансиски средства кои што ги има семејството на тоа детенце. Дали се охрабруваат, значи, веројатно притисокот на тешката економска и финансиска состојба во државата се повеќе луѓето ги прави да го пријават тој проблем, иако можеби ве случајот кој што е споменат и понатамо станува моментот на срамот и табуто кое што постои за да се говори јавно за тој проблем. Меѓутоа, ние повикуваме дека треба многу повеќе да се работи во таа насока, затоа што проблемот треба да се решава повеќе слојно, односно повикуваме на вклучување на децата во училиште, затоа што за жал си уште имаме дечиња кои што не се вклучени во редовниот образовен систем, затоа што образованието е едно од најсилните алатки во борбата против сиромаштијата. Понатаму, децата кои што се изложени, односно нивните семејства кои што се изложени на тешка социјална кои што се во тешка социјална состојба, доведуваат и до тоа децата да бидат потенцијални жртви на уште потешки прекршувања на нивните права, односно да станат жртви на трговија со деца, на искористување и злоупотреба на нивниот труд и слично. Колку надлежните институции кога сме кај сиромаштијата превенираат во дополнително кршење на правата на децата? Да, како што споменав, значи, вклучувањето на децата во образованието е еден од првите чекори кои што треба да се направи. Детската амбасада Мегеши секоја година организира и одредена кампања или барем подсетува за тоа, значи во третата недела од месец април е посветена на образование за сите, односно вклучување на сите деца во образованието. Тоа, нели, секоја година на различен начин го одбележуваме, каде што повикуваме дека едно од основните права на децата, кој што е загарантирано не само со националното законодавство, туку и со овие меѓународни акти за кои што говоревме во првиот дел од разговорот, е правото на образование. И во тој дел треба да се работи особено на
образование, меѓутоа квалитетно образование со кое што понатаму тие деца ќе бидат утре ќе можат полесно кога ќе пораснат, нели да станат активни граѓани во општеството, полесно да може да најдат вработување и слично. А инаку проблемот е, како што кажав, повеќе слоени, треба да се работи во насока на поддршка на родителите, вработување на барем еден од родителите, поддршка и слично, кои што се нели дел од некои поголеми стратегии. Во однос на возраста, кои деца се најхрабри да го алармираат за проблемот и да побараат решение за него? Така. За проблемите, кога говориме за кои деца од податоците што ги имаме, најмногу се повредуваат правата на децата кои што се на школска возраст, од 6 до 4, основно училишна возраст, од 6 до 14 години, а кај нас најмногу храброст пријавува да се јават децата кои што се на тинеџерска, односно средношколска возраст. Можеби тоа доаѓа и со годините, поголемата информираност, поголемата охрабреност да се говори нејавно, меѓутоа макар и на една личност која што работи на СОС телефонот да се јави, да се каже, да се дискутира за проблемот со кој што се соочува. Се префрламе на педофилија темата. Се интервенираше во законот, се случија некои нови законски одредби, меѓутоа и во поново време сведоци сме на се почест број, се почести информации на случаеви, регистрирани случаеви на педофилија. Зошто е тоа така? Детската амбасада меѓаше пред неколку години забележа на СОС телефонот дека има зголемен број на јавувања за можна сексуална злоупотреба на децата. Тоа за нас како организација беше сигнал да интервенираме, односно да почнеме да лобираме за измени и дополнување на законската регулатива, затоа што она што го согледавме тоа дека казните не се толку високи за сторителите на овие кривични дела, подевме во насока да лобираме да се зголемат казните за сторителите на овие кривични дела, па тоа беше примено со позитивно од страна на носителите, односно на креатурите на политиките, и беа зголемени казните, така што е воведена дури и казна до животен затвор за сторителите на кривични дела, кои што ќе го повторат неколку пати тоа кривично дело, значи за рецидивисти кога станува збор, или ако е делото сторено на особено грозоморен и тежок начин. Друга насока во која што работиме е превентивно да се делува, затоа што знаеме дека секогаш превентивното делување не само што ќе ги спречи последиците, туку и поисплатливо, односно секогаш работи во подобра насока и во подобар интерес за децата, да се обука на децата за како да препознаат, да ги препознаат однесувањата на возрастните, кои додери се добри, а кои се злонамерни од страна на возрастните, доколку забележат одредено несоодветно однесување на возрастните кон нив, да знаат каде тоа да го пријават, како навреме тоа да го спречат, и не само обука на децата, туку и обука на сите кои што се околу нив, наставниците, воспитувачите, родителите, за да може тоа навреме да се превенира. Затоа што секоја репресивно делување после тоа е испраќање порака на следните сторители на тоа дело, меѓутоа едно детенце е сепак жртва на најтешката злоупотреба, тоа сексуална. Се воведе база на податоци за таквиот тип на сторители, но тоа не помогна, бидејќи и понатаму пристигаат информации за таква злоупотреба на децата. Што треба друго да се превземе? Превенцијата. Или јас споменав и уште еднаш ќе повторам, превенцијата е она во која што најмногу треба да се работи, да се информираат и децата и возрастните за тоа како може да се заштитат од ваквиот вид на сексуални вознемирувања или злоупотреби, со тоа што кампањи одредени во јавноста за да се иницира прашање, да се говори повеќе за тоа прашање, како и охрабрување на оние кои што се жртви да не го премолчуваат делото,
да соберат храброст и да го пријават во соодветна институција, дали ќе е тоа во полицијата, дали во Центарот за социјални работи или може да се обратат и во детската амбасада Мигеши, каде што ќе се работи прво на казнување на сторителот на тоа кривично дело, доколку нели се утврди дека е сето тоа така, како и да се работи на психолошка помош и поддршка на жртвата, затоа што последиците и траумите кои што стануваат се долготрајни. Катерина, за крај, со кои други програми работи првата детска амбасада Мигеши? Да, детската амбасада Мигеши, освен СОС телефонот за кој што должам објаснување дека работиме во насока на хармонизација на СОС телефонот со европскиот број 116111, тоа е европски број за заштита на децата и младите, па работиме во насока на хармонизација на овој телефон, за кој што добивме поддршка и препорака и од страна на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации во Женева. Меѓу другите поддршка за овој телефон, поддршката одеше и во насока на 24 часовна достапност на оваа линија од сите оператори, бесплатно од сите оператори во Република Македонија, потоа податоците кои што за кои што ги анализираме во однос на јавувањата на оваа СОС линија да се земат за релевантни при изготвување на идни политики, стратегии за правата на децата, како и поддршка од страна на државата на оваа СОС линија, затоа што е пред се јавен интерес и работи во насока на најдобар интерес на децата. Освен СОС линијата, во рамките на детската амбасада Мигеши работиме и на мировното образование, односно на мирната трансформација на конфликтите кои што се јавуваат постојано меѓу нас во секојдневниот живот. Тоа го работиме на две програми. Едната од програмите е ПРЕЦЕДЕ, тоа е скратен назив од Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа, која што е финансирана од Европската унија и станува збор за регионална програма во која што освен Република Македонија се вклучени Албанија, Србија, Косово, Хрватска, Црнагора и Северна Ирска. Работиме со децата од најмала возраст, значи со градинките, каде што 11 градинки од Република Македонија имплементираат, односно пилотираат прирачник за работа со децата кој што е во насока на почитување на различностите, прифаќање на другите кои што се поразлични од нас, сето она нели од што од најмали години со децата да работиме во насока на тоа ако досега се работеше како да ги прифатиме, како поразличните да се вклучат, односно да се инклузираат, сега се работи во насока како другите да ги прифатат оние што се поразлични од нас. Освен оваа програма од мировното образование, работиме и со програма за мировно образование со средните училишта во Република Македонија, каде што исто така се работи во форма на има тренинзи и обуки за наставниците кои што работат, кои што се вклучени во оваа програма, како и преку формите се мировни клубови во средните училишта, каде што средношколците се вклучени во овие клубови и дискутираат, разговараат на теми поврзани со предрасуди, стереотипи, како да ги надминеме, како се донесуваат одлуки, кои се треба да учествува во донесувањето на одлуки, дека младите треба исто така да учествуваат, младинската партиципација и слично. Работиме и во насока на одговорното родителство. Детската амбасада Мигеши има континуитет во работа на одговорното родителство преку неколку изминати кампањи, дали го гушнавте вашето дете, дали со вашето дете, дали му кажавте колку го сакате, и одиме сега, значи, и понатаму работиме во оваа насока да го поттикнуваме одговорното, односно позитивното родителство, затоа што семејството и родителите се основната базичната клетка во која што детето расте, а понатаму нели доаѓаат и другите институции, училиштата, градинките и така натаму. Мониторинг на детските права правиме редовно, ја следиме состојбата, подготвуваме извештај, веќе имаме завршено, значи, за овогодинишниот извештај кој што ќе правиме пресконференција на која што ќе ги изложиме резултатите до кои што дојдовме. Сигурно медиумите вие повторно ќе бидете поканети тоа да го проследите.
така што нели работиме секогаш во насока на помош и поддршка на децата и нивните права. Така тоа е и фокусот на медиумите, општествена одговорност кон секоја категорија на граѓани во Македонија. Ви благодарам на вашето учество во Индекс на Радио Слободна Македонија. Измина минутите предвидени за нашиот разговор. Ви посакувам пријатен ден. Да, ви благодарам и вам за поканата и исто така поздрав до вас и до слушателите на Радио Слободна Македонија. Благодарам, а ние продолжуваме со мала пауза за музика. Индекс со Маја Дамјановска. Радиско телепортирање во пролет. Мирисни ги липите кои цветаат. Нека те разбуди ново пролетно утро. Сети се на детскиот џавор во мало. Конечно, нова пролет. На Радио Слободна Македонија. Гледам, не слушам, летам, не одам. Остави ти солзи за себе, сонце и утре ке свети зарем не. За љубов умирам, а пеам, не плачам. Исток и запад, една музика, затоа игра цела улица. Јас и ти, крви ме, јас ке речам, без да ти ке стопиш лед. Јас и ти, север, југ, ајде биди другар, биди мојот круг. Гледам, не слушам, летам, не одам. Ова е наше време, зарем не? Љубов ни треба, понеќе осе. За љубов умирам, а пеам, не плачам. Исток и запад, една музика, затоа игра цела улица. Јас и ти, крви ме, јас ке речам, без да ти ке стопиш лед. Јас и ти, север, југ, ајде биди другар, биди мојот круг. Јас и ти, крви ме, јас ке речам, без да ти ке стопиш лед. Јас и ти, север, југ, ајде биди другар, биди мојот круг. Гледам, гледам во далечина, Игра сребрена месечина, игра исток, запад, север, југ. Ајде биди другар, биди мојот круг. јас и ти, крви ме, јас ке речам, без да ти ке стопиш лед. Јас и ти, север, југ, ајде биди другар, биди мојот круг. Јас и ти, крви ме, јас ке речам, без да ти ке стопиш лед. Јас и ти, север, југ, ајде биди другар, биди мојот круг. Мојот круг, север, југ. Признавам, јас пред Бога и пред себе живеам само кога сум со тебе. Без тебе се посилува, без тебе ноќта ме убива. Во твоите очи што тајни крија, илјада скршени срца збија. Ако молето едно нив, затоа јас сум самиот крив. Во твоите очи што
Беше солза последна за мене. Горат се ќе те чува до крај на време. Без тебе се посилувам, без тебе ноќта ме убива. Во твоите очи што тајни кријат, илјада скршени срца спијат. Ако моето емони, затоа јас сум самиот крив. Во твоите очи што тајни кријат, илјада скршени срца спијат. Ако моето емони, затоа јас сум самиот крив. Во твоите очи што тајни кријат, илјада скршени срца спијат. Ако моето емони, затоа јас сум самиот крив. Во твоите очи што тајни кријат, илјада скршени срца спијат. Ако моето емони, затоа јас сум самиот крив. Во твоите очи што тајни кријат, илјада скршени срца спијат. Ако моето емони, затоа јас сум самиот крив. Реклами. Порта Пролет, прв луксузен деловно станбен објект во Штип. Сместен во најубавата и најмирна локација во градот, во близина на парк Суитлак, на 5 минути до градскиот плоштад. Порта Пролет се гради по проект од врвни италијански архитекти во барок и неокласичен стил, по европски стандарди и норми, со првокласна звучна и топлинска изолација, со високо квалитетни материјали. Порта Пролет Штип, стамбен простор со 86 станови со различна големина, на 9 спрата, со гаражен и деловен простор по цена прилагодена на стандардот на граѓаните, со олеснителни услови за купопродажба. Информации на телефоните 02 3109 954 и 070 233 060. Во новиот број на Република ќе читате: СДСМ останува без лидер. Заев барал 200.000 евра мито за плац. Кумановски тек, кој стои зад соколи и пантери. Нема да ве заборавиме, 70.000 благодарам за хероите. Кој лажеше додека специјалците гинеа? Вистината настрада и без војна. Економијата под силен притисок, најсилно погодени туризмот и индустријата. Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број во продажба од 15 мај. На возрасен и немоќен му се отстапува место. Не се фрла ѓубре, не се прави галама, не се шкртаат вратите и седиштата и се почитува возачот. Научите ги своите деца на добро однесување. Од добри родители, квалитетна младина. ИСП за подигање на свеста на граѓаните корисници на градски превоз. Радио Слободна Македонија. Индекс со Маја Дамјановска.
Да и пред крај на индекс кратки бизнес информации, американскиот гигант од автомобилскиот сектор објави инвестиција во земјава. Корпорацијата Lear објави дека ќе отвори околу 2500 работни места во Полошкиот регион. 300 лица ќе почнат да работат до крајот на оваа година во постоечки објект во Гостивар, а огласот за регрутирање на менеџерскиот кадар ќе биде објавен многу скоро. Паралелно со почетокот на производството во Гостивар, Lear ќе гради и нова фабрика во Тетовската зона во која ќе работат скупно 2000 лица. Lear во Тетово ќе биде директна конкуренција на Johnson Controls во Штип, ќе произведува навлаки од каенина и кожа за европските автомобилски брендови, а оваа инвестиција на почетокот на април ја најави премиерот Груевски на соборот во Тетово. Македонските државјани што ќе патуваат во Србија, Босна и Херцеговина и во Црна Гора за 1 минута разговор ќе плаќаат 17,9 динари во роаминг. Поевтинувањето на разговорите за 73% ќе почне да важи од 30 јуни. Цената на мобилниот интернет во роаминг ќе се намали за речиси 90%, а 1 мегабајт ќе чини 43 динари. Се намалува и цената на SMS пораките кон овие земји од 12,3 динари на 5,6 динари за една порака. Сите три енергетски компании и државните ЕЛЕМ и МЕПСО и приватната ЕВН до Регулаторната комисија за енергетика ги доставиле своите пресметки за направените трошоци, дека пресметките се доставени до регулаторите потврдуваат од сите три компании. Сега на потек е Регулаторната комисија за енергетика која треба да ги разгледа и одлучи дали и за колку ќе биде коригирана цената на струјата. Измените кои влегоа во собраниска процедура го ограничуваат увозот на половни возила кои подоцна се препродаваат било каде. Сега физичкото лице кое продава ќе мора возилото да го изложи на автоплац, а ќе плаќи данок на државата. Измените доаѓаат по реакциите од регистрираните увозници дека се соочуваат со нелојална конкуренција бидејќи според досегашниот закон препродавачите немаат ограничување или препродаваат неограничен број пати. Новиот закон па ги условува да регистрираат и автоплац. Според пресметките, трошоците за изградба на плац се проценуваат од 10 до 50.000 евра, а за наем од 100 до 200 евра месечно. Со новите законски измени се крати рокот за регистрација на увезените половни возила. Ако досега се чекаше половина месец, сега само 5 дена. Тоа беше се во индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на индекс во продукција на Радио Слободна Македонија. Ви посакувам убав ден, се гледаме, се слушаме за една недела. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.